Денеска имавме продолжение на претhodната седмица каде беа ставени точки, значи извештаи за третиот квартал од ЈКП, беа ставени точки план програми за новата 2022 година, точки за финансиската програма од ЈКП, од предпријатието на транспорт и на крај имаме некои точки каде што се финансиска поддршка на едно семејство каде што бе запалено во куќата. Имаме нова седмица, значи седмата седмица, каде што се некаде 6 точки од секторот на урбанизмот, подетално ги знаа представникот на секторот, се работи за селите Мала Речица, Голема Речица, Джепчиште и село Порој. Значи работите што ние ги правиме, 100 дена сме го земале мандатот и работите што ние ги правиме, све направиме во јавно, значи секоја одлука, видите дека и седниците отидаат со лайв стриминг и одлуките што ние ги земеме, од почетокот кога го земав мандатот, им кажав на новинарите дека ова мнозинство ќе расте од тоа што одлуките што сега се земат многу се подобро од минатото мнозинство што работеше до сега. И претпоставувам дека до крајот на мандатот сите советници ќе не поддржуваат. Еден е од ДУИ, еден е од ДПА. Програмата за работа на предпријатието и неговиот финансиски план денеска се изгласа на Советот на општина Тетово. Сега чекаме Министерството за информатичко општество и администрација да даде одговори за систематизацијата на вработените во ова предпријатие. Ќе почне со работа многу брзо, кога ќе добиеме одговор од Министерството. Верувам дека ќе имаме брз одговор во рок од 2 недели и потоа ќе започнеме со работа со јавниот превоз во Тетово. Значи кога ќе се систематизираат работниците на работните места во предпријатието. Ова и беше причината за привремениот прекин на јавниот превоз. Сега истраживме и некои нови линии. Имаме и измени и дополнување на планот за работа.